Јас пред малце на Facebook пејџот на Цивил искоментирав дека сум горд што сум дел од тимот на Цивил и почетокот на ова мултимедијална презентација кажа повеќе од доволно дека сум во право ако го констатирам тоа. Им благодарам на сите што се со нас онлайн, се разбира и на новинарките и новинарите, и на драгите учеснички и учесници во нашата иницијатива. Јас сум вклучен директно, односно најдиректно во делот кој се однесува на мониторингот на организацијата, на изборниот мониторинг на организацијата и се разбира со голем интерес, колку што имам време, се обидувам да ги следам и двете иницијативи, односно кампањата и иницијативата, но за такво нешто немаме многу време, бидејќи во делот на мониторингот Цивил е навистина многу ангажиран со релативно малку луѓе, има 300 наблюдувачи, околу 310 наблюдувачи до сега, колку што знам, краткорочни, од кои долгорочни наблюдувачи има околу 20, кои се поделени соодветно на новите услови со коронавирусот во повеќе различни тимови. Едните се на терен, меѓутоа има уште два деска или два тима кои се занимаваат со следење на говорот на омразата, лажните вести и дезинформациите од една страна и другиот тим кој се занимава со длабок, сеопфатен мониторинг на политичкото финансирање од најразлични аспекти. Што се однесува до 15. јули, Цивил ќе отвори прес-центар кој ќе биде во исто време и кол-центар и аналитички центар во хотел Порта, во аеродром, зад железничка станица на непон километар. Ќе отвори самиот центар, прес-центар во 6 часот наутро, може би малку порано, и ќе работи најверојатно до некое време после полноќ, откако ќе станат доста јасни сите околности и факти околу тој критичен, изборен ден. На тој ден, значи кога ќе има повеќе од 18 часа активност самата организација, Цивил ќе обезбеди такси превоз, бесплатен такси превоз за сите медиумски екипи, што значи дека само кога ќе кажете прес-центар на Цивил во одредена компанија или пак едноставно и да е тоа некоја друга такси компанија, дојдете таму, ќе ве пречека човек на Цивил и ќе го плати трошокот за патувањето до таму. Пресконференции ќе има навистина често, сметам, како и порано, граѓанките и граѓаните ќе ги известуваме за сите наоди од теренот соодветно на стандардите, и тоа почнувајќи од 8 часот, потоа во 10, 13, 16, 18 и 22 часот. Панел дискусијата која Цивил ја организира традиционално веќе, тој збор традиционално е малку смешен кој ќе се каже, но навистина со години наназад, веднаш по затворањето на избирачките места во нашата земја, ние организираме панел дискусии со експерти познати на јавноста, оние кои впрочем ги знаат и од претходните избори, секогаш носиме уште по некој нов, така што веќе околу 22 часот и 30 минути, некоја минута порано или подоцна, ќе има уште едно пресобраќање заедно со панел дискусија во која ќе ги дадеме прелиминарните оценки од различни аспекти на изборниот процес. Се разбира, во текот на денот ќе ги почитуваме стандардите и нема да споменуваме политички партии или кандидати со име, но секако дека како и секогаш ќе бидеме директни, остри и отворени и ќе ги соопштуваме буквално сите без исклучок детали од тоа што се случува на теренот. Јас би сакал денеска во две области да се задржам на ова
пресконференција и тоа едната се однесува на политичкото финансирање, а другата се однесува на следењето на говорот на омразата, лажните вести и дезинформациите. Ние во Цивил, мониторинг тимот на Цивил констатира дека од речиси 900 предизборни активности за кои партиите дале пари во предизборната кампања, 2/3 се финансирани од најголемите политички партии од власта и од опозицијата, СДСМ и ВМРО ДПМН, трет по големина нарачател на овие активности е партијата Левица, а веднаш по неа на четврто место, на високо четврто место се појавува категоријата непознат нарачател. Непознатиот нарачател е четврти по големина по обем на материјал, видео, аудио, текстуален кој се појавува на медиумскиот простор во земјата. И тоа е нешто што треба јавноста да ја замисли сериозно. Од 20 јуни до полноќ на 9 јули тимот за мониторинг регистрираше вкупно 895 активности во огромен дел видеоспотови и спонзорирани содржини на Facebook. Најмногу содржини, 308, нарачала политичката партија ВМРО ДПМН, веднаш по неа со 289 доаѓа СДСМ, на трето место е Левица со 77 содржини, а на четврто место, како што кажавме, се наоѓа непознатиот нарачател со вкупно 54 содржини. Станува збор главно за содржини со кои се оцрнува политичката партија, во 42 случаи се оцрнува СДСМ во оваа четврта категорија на непознат нарачател, во 3 случаи се оцрнува ВМРО ДПМН, а остатокот од оваа бројка им припаѓа на други партии. Непознатиот нарачател платил 45 такви содржини на социјалната мрежа Facebook, а остатокот се флаери и постери. Листата на нарачатели понатаму продолжува со Алијансата за албанците, кои нарачале 48 содржини, ДУИ се појавува со 11 содржини и остатокот се содржини од другите партии кои се учесници во предвремените парламентарни избори на 15 јули. Тимот на Цивил го почна мониторингот на 20 јуни и до официјалниот почеток на кампањата на 24 јуни регистрира точно 20 настани кои представуваат предвремена политичка кампања, и тоа со предвремена политичка кампања започнуваат буквално сите партии. Во тој период беа регистрирани 9 партиски јавни собири и 5 видео спотови, кои исто така спаѓаат во категоријата предвремено започната политичка кампања. Најголем дел од содржините во изборната кампања се спонзорирани објави на социјалната мрежа Facebook, и тоа вкупно 406. До 9 јули на полноќ биле објавени 381 видео и еден видеоспот, голем дел како спонзорирана објава на Facebook, а партиите одржале 81 митинг и јавен собир. Мониторингот регистрираше 62 случаи на дистрибуција на промотивен партиски печатен материјал. Најголем дел од набљудувачите на Цивил овие материјали ги прибираат и во оригинал, но секако во сите случаи се набавени фотографии, фотозаписи од сите овие материјали. По изборите ќе видите каква забава ќе приреди овој мониторинг тим со анализата на политичкото финансирање, но за тоа потоа се разбира. Да продолжам, како посебна подкатегорија, тимот издвои 44 случаи на црна кампања против политичка партија, а регистрираше и 19 случаи на политичко рекламирање вон законски утврдените рамки.
од кои 13 случаи се и 13 случаи на скриена кампања. Од вкупно 44 случаи на црна кампања, речиси во сите станува збор за видеоспотови, освен во 6 кога биле растурани флаери со кои се оцрнува одредена партија. Во 22 случаи нарачател била ВМРО-ДПМН, во 2 нејзини симпатизери, а во 9 случаи нарачател била партијата СДСМ. Во 10 случаи нарачателот бил непознат, а кампањата против СДСМ во 6 случаи, против ВМРО во 3 и во 1 случај против СДСМ БЕСА коалицијата. Тоа е само дел од анализата на политичкото финансирање кое го работи тимот, посебниот тим во Цивил. Се разбира, до утре напладне ние ќе го објавиме целосниот извештај, целата анализа со сите податоци кои се однесуваат на оваа сфера на мониторингот на Цивил. А јас сега би сакал да го замолам колегата да го стави слайдот со мразачот од Гостивар, кој би сакал да ви го представам. Значи, се работи за објава на Цивил во која нашата учесничка говори за тоа дека ја сака својата земја, ја сака демократијата и дека ќе гласа, бидејќи сака да биде дел од ова општество. На тоа Душко Рафаеловски одговара со коментар кој е со следните зборови. Јас им се извинувам на сите присутни и на јавноста за непристојните зборови, но сметам дека треба да ги споделиме и од оваа точка овие зборови. Се работи за следниот коментар. Абе доста шиптарски, терористи и фашисти едни, зборувајте македонски и пишувајте македонски, наскоро и ќе морате тоа да го правите. Од тоа што може да се забележи од овој профил, се гледа дека профилот Душко Рафаеловски, не тврдиме дека е вистински, сепак на Facebook профилот има реални фотографии со реални луѓе, каде што се гледа дека се работи за навидум прилично пристоен човек, семеен човек, кој сепак одбира на овој начин да комуницира со јавноста. Нашиот тим смета, вториот тим кој се занимава со мониторинг на говорот на омразата, лажните вести и дезинформациите, смета дека е потребно да се откријат овие профили, да се преобјават уште еднаш, може би давам и поголема видливост на тој начин, меѓутоа во овој контекст сметаме дека е потребно да се види со какви се содржини се соочуваат дури и малолетни лица и деца и сите што имаат пристап до социјалните мрежи. Сметаме дека ова е само еден дел од следната анализа, ќе откриете дека ова е само еден од, за жал, многуте примери во јавниот дискурс во изборната кампања. Така, ќе ја пренесам сега анализата на тимот кој ова го следи, кој констатира дека од почетокот на изборната кампања за парламентарните избори 2020 година, мониторинг тимот на Цивил отвори 62 досиеа, од кои секој вклучува по неколку стотици поединечни случаи на говор на омразата. Често, говорот на омразата произлегува од лажни вести или од објави со лажна, клеветничка, па и вулгарна содржина, која потоа поттикнува голем број коментари со говор на омразата и повици на насилство, па дури и на убиство. Мониторингот на Цивил издвојува 9 најчести Facebook страници кои шират говор на омраза и дезинформации. Тоа се Чао Заев, Мај Тап, Види, Секула Војвода фан клуб, Налет да се сторите, Зоран Заев предавник број 1, Слобода или смрт, Ни Курто, ни Мурто, Павел Шатев. Тоа се 9 кои најчесто ги гледаме, меѓутоа има и низа други кои се во досието што го отвори Цивил и кое секако дека ќе биде наскоро и јавно соопштено, односно објавено. Здруженија кои земале учество во овие објави со споделувања, лајкови и коментари, најчестите 3 се Трета политика, МК Диаспора Юроп и УМС, Унија на млади сили, Враништа.
некои од нив ги кријат своите членови, нормално тоа е нивно право. Понатаму во анализата, која само во еден дел ќе ја презентирам овде и ми остана уште од прилика една страничка, откриени се 53 поединечни лажни профили на Facebook и на Twitter. Објавите кои ги регистрира, односно ги архивира тимот на Цивил, се поделени во следниве категории. Говор на омраза се бележи 270 пати, дезинформација се бележи дури 2015 пати, закани 125 пати, навреди 304 пати, расизам 214 пати. Во заканите од 125 пати влегуваат и закани со убиство, односно повици на убиство, ликвидација на одредени политичари, меѓутоа не само политичари, туку во ова група на луѓе под закана спаѓаат и граѓански активистки и активисти, обични луѓе и граѓански организации во целост. Понатаму, овие објави заедно со споделувањата и коментарите имаат реакции, односно лајкови, најчесто по категории, тоа говор на омразата 1676, дезинформациите предизвикуваат реакции во 9384 случаи, закани имаат 600 реакции од овој тип лајкови, навредите предизвикуваат 1364 лајкови, додека расизмот предизвикува 1660 поддржувачи, односно лајкувачи. На истите објави има коментари, и тоа коментарите се поделени исто така во категориите говор на омраза има 176 коментари, дезинформација имаат коментари на дезинформациите има 1178, на заканите има 6 коментари кои посебно се издвојуваат од тимот, на навредите има 1332 коментари кои исто така ја продолжуваат навредата и кај расизмот се бележат 45 коментари кои го поддржуваат постот, односно објавата со расизам. Може би ќе биде мал преседан, меѓутоа по долго размислување, најавата која пред неколку месеци ја дадовме, најверојатно ќе ја реализираме во најскоро време и можам да соопштам сега за прв пат дека Цивил ќе објави листи со имиња на профили каде што бележиме сејачи на лажните вести и говорот на омразата. Што се однесе до првиот дел од анализата, како и овој дел од анализата во целост, ќе биде објавен утре најдоцна напладне и заедно со пораките на Цивил, апелите на Цивил за придржување кон демократските стандарди и се разбира кон мерките за заштита од коронавирусот за време на гласањето. Особено за на крај би сакал да споменам дека Цивил со посебно внимание ги следи случаите во кои политичките партии, па и родителите, дел од поддржувачите на тие политички партии, ги злоупотребуваат децата и малолетниците во политичка кампања. Тоа е најстрашното нешто што му се случува на едно општество, кога децата се контаминираат со политичкиот отров, особено во една кампања каква што е оваа и која е далеку од фер кампања, особено во доменот на говорот на омразата и лажните вести. Заради тоа, уште еднаш остро, гласно го креваме нашиот глас против злоупотребата на децата и малолетниците во политички цели. За се останато и вреди, меѓутоа може да каже некој дека и не вреди заради тоа што толку многу го има, но барем децата да ги остават на мира. Спомнате сега дека ќе ги евидентирате и објавите тие портали и сите овие што употребуваат говор на омраза, шират лажни вести и така натаму.
не верувам дека тие многу ќе се потресат од тоа што вие ќе ги објавите, пошто они знаат што прават, не се тоа деца не се наивни. Дали евентуално планирате да инициирате и покренување на некои санкции против тие кои што тоа го прават, бидејќи се работи во секој случај и за кривични дела, и за закани по живот, закани по смрт и така натаму. Jer самото нивно објавување не верувам дека многу нив ќе ги потресе, освен што ние ќе имаме можда да бидат они на некој начин на едно место соборно можеме да ги следиме или да правиме. Благодарам за прашањето кое се однесува за оние кои не го слушна колегата Писарев. Се работи за прашањето дали освен што ќе ги објавиме сите што мразат и шират дезинформации и лажни вести на едно место и констатираше дека тие и нема да се потресат Бог знае колку заради тоа што точно знаат што прават и како го прават тоа. Јас само делумно ќе се согласам со колегата, затоа што веќе во овој период забележуваме голем број реакции, од кои во неколку наврати гледаме гаснење на профили, од кои се ширеше говор на омраза и лажни вести, откако ние ги истакнавме јавно. Добивме голем број пораки и молби да се тргнат текстови во кои, што нема да се случи, се разбира, во кои се презентираат со име и презиме, очигледно не се работи секогаш за лажни профили, кажав и колку откривме 53, мислам, лажни профили, другите изгледа дека се работи за реални луѓе кои треба да го земат ова како поука дека не треба да се впуштаат во такво дивење во јавниот простор, бидејќи сепак се работи за јавен простор. Исто така ние во континуитет, би рекол со години, бараме од официјалните власти, од надлежните органи и институции да преземат законски чекори да се санкционира, да се спречи, да се санкционира говорот на омразата и ширењето на лажните вести. Видете, нам ни е многу јасно, и имаме такви анализи исто така, нам ни е многу јасно дека се работи за една широка, сериозна, многу скапо платена, софистицирана операција во доменот на хибридните закани против демократијата и дека тоа е многу долготрајна и тешка битка, во која не се сомневам, ама нималку дека ние ќе победиме. Како граѓанки и граѓани, како луѓе кои сакаат да живеат во нормално демократско и здраво општество. Но тоа не е едноставна битка и сметаме дека на овој начин со разобличување, истакнување и објавување ние ќе ги обесхрабриме оние луѓе кои сепак во себе имаат барем малку пристојност и достоинство и ќе се повлечат од армиите и од трол фабриките и ќе се обидат да живеат почесно, да постојат на почесен начин на тој јавен простор наречен социјални мрежи. Медиумите се малку поинаква приказна, таму има многу, навистина многу пари, еден дел од тоа е и откриено, како од меѓународните истражувачки екипи, така и од нашите во нашата земја, но јас како представник на Цивил можам да ви кажам дека можеби е троцифрена бројката од соопштенија и од јавни барања до институциите, до основно јавно обвинителство, до МВР, да преземат некакви мерки, меѓутоа се уште одзивот е многу мал, да не кажам, мислам дека нема да претерам ако кажам нула. Океј, во неколку случаи имаше некои мали судски процеси за навреда или пак за закани до одредени личности, меѓутоа ние живееме во време кога омразата и лагата и клеветењето се практично начин на живот, во кој не втурнаа токму тие структури, меѓународни и домашни, кои се залагаат за неказнивост и за авторитарно општество. Тоа е моје лично мислење. Да, бомбите се... Да.
Да. Бомбите се анализирани во посебен документ кој е прилично долг и исцрпен и кој исто така зборува за тоа колку бомби има на која страна и така натаму во квантифицирана и квалитативна анализа, која секако ќе објавиме. Јас ќе направиме напори уште во текот на ова попладне до вечер да има барем еден дел од тоа објавено, ако не и целосно, а утре напладне се ќе биде објавено во целост. Мислам дека во моментов готови материјали спремни за објавување во Цивил има, па мислам, преку 5-60 страници. Ќе се обидеме тоа да го сублимираме во малку по-кратки, по-ударни содржини, до 20 страници да го намалиме, инаку ако почев се да објавувам сега и се да презентирам, ќе траеше веројатно до вечер презентацијата. Што се однесува до нашата оценка на изборната кампања до сега, можам да издвојам 3 поенти. Прво, изборната кампања започна многу време пред да воопшто да биде тој законски рок од 20 на дена пред изборите. Тоа е едната поента, втората едната констатација. Втората констатација е дека кампањата е извонредно валкана, испреплетена е со многу лажни вести, со многу говор на омраза, без да се води сметка за тоа дека тоа има долгорочни последици и може да предизвика сериозни штети по демократскиот процес, па дури и појава на инциденти, реални, во реалниот простор, инциденти, насилни инциденти, дела од омраза. И третата поента е дека повторно во нашата земја гледаме судир на секакви средства со кои се користат играчите на теренот, на тоа бојно поле, изборно бојно поле, буквално од демократски изборен процес го претворивме како општество во бојно изборно поле. И тука влегуваат, се разбира, сите можни дозволени, меѓутоа и многу недозволени средства, меѓу кои и гледаме еден, да ви кажам, според мене лично, една гротеска од двобој на нелегално стекнати аудио снимки. Очигледно во изминатиот период сите што седнале во кафеа, наместо да си бидат пријатели, да си разговараат како што е редот, едноставно седнале и се снимале меѓусебно. И тоа е, да ви кажам, една гротескна ситуација на која се повеќе луѓе се смеат. Имам чувство дека, повторно ќе кажам лично, се разбира анализата, ќе ја прочитате, ќе ја видите, имам чувство дека веќе не е ни забавно, дека луѓето веќе едноставно не им обрнуваат внимание на овие средства, на овие аудио бомби или петарди, кој како милува да ги нарече. Значи, тоа е една сепак лоша состојба за едно општество кое за кратко време постигна многу успеси. Еве, влеговме во НАТО, после толку време чекање и после толку напори, Европа на нашата земја гледа со благонаклоност, се приближуваме на тој пат, застанавме на патот кон Европска Унија и малку тоа внимание меѓународно сега го поматуваме со манирите со кои политичките ентитети се служат за да дојдат до вербата на граѓанките и граѓаните на нашата земја.